конкретни мерки за помош на македонското земјоделство за спас на реколтата, но и помагање да не остане државата без домашно производство на храна. Низата поскапување и откажаните традиционални пазари се закана дека дел од пролетното производство ќе остане без пласман, а земјоделците нема да имаат ресурси за да ја засадат втората култура. Затоа апелираат да се стимулира и олесни производствениот процес. Сите оние што ќе се одлучат на втор турнус на производство ќе стапат во производство на сосема мали количини, бидејќи ќе потенцирам основната суровина ќе биде во дефицит и нашиот земјоделски производител или надлежите, ако не можат да се снајдат да најдат друг пазар за набавување на основните суровини кои се потребни во сферата на производство, мислам ќе дојде барам до растителното производство, до драстично намалување на површините, а со тоа ќе дојде и до драстично намалување на количините на земјоделски производи. Од Куклиш пак, каде се произведува голем дел од струмичкото раноградинарско производство, велат дека потребно е да се искористат дипломатските представништва и да се контактираат директно големи преработувачки капацитети во странство, во услови кога се затворени пазарите во Русија и Украина. Амбасадите наши не поттегнат некоја ситуација за да можат има во Германија фабрики за преработка на зелка, за јаболка, за овошје, за се. Значи, ако не можеме на свежиот пазар да продаваме нешто, значи нашите амбасади нека барат пазар по странските фабрики кои ќе го доработуват ова наше производство. Значи, ако не мораме ние да имаме по 70 евроценти, нека биде 35 евроценти, баром да биде издржлив. Барањето интервенција од ресорното министерство и владата доаѓа на само 10 дена пред стартот на бербата на пролетната зелка.